И по првата епизода на Контравести се покажа и докажа дека македонскиот народ, македонското ткиво заедно со диаспората се обединети. Уште еден доказ дека овој народ никој не може да го лже, ниту да му пере мозок. А сега послушајте, патриоти и платеници, да ви кажам словото. Сакам да ви прочитам дел од коментарите кои ги добивме за првата епизода на Контравести. Банално и ступидно. Ирена Ристич likes this. Контравести се за обратно. Шо и да значи ова? Престанете будала да го правите народот, милиарда пати е попаметен од вас, без разлика што комуњарската логика и менталитетот ви кажуваат поинаку. За тебе, дечко, е хаштаг дубоко. Зошто не го заебавате тој црпнатиот од Муртино? Кој или ви фуфка? Ау! И како бе да не ни фуфка, извини, бомби има човекот да ја вреа. Бау! За тебе е хаштаг тик-так, тик-так. Ау, следново боли. Сценарио ала Војче Китановски. Многу лош хумор. Дечко, дај ми чај од мајчина душица. Така. Ја да сум дал пари за ова, сега ќе се замислам зашто фрлам пари. Види, ти ако немаш пари за давање, може да си земеш фино лепо да си поземиш од нашата влада. И само мал еден хинт, ако не ти е платена радиодифузната такса, да си ја платиш за тоа што извршители не праштаат, брат, да ти кажам. Добар коментар, еве ти. Дебакал од епски пропорции сте. Епик сме биле, бра, одлично. Госпоѓа Ирена, астал е збор кој значи маса. Шукер бимбери кјацварсен. Оваа Ирена Ристич ми личи на негативец од турска серија. Како бе мене ме поврзавте со турска серија? Не. Може ради Фили за Ахмета? Нигер калфа бен стенисте виорум. Ама знаете што мислам ја? Дека уствари вие мене сте ме помешале со Хюрем Султан Чагюзел. Видете, ја не станав ниту градоначалничка, ниту директорка на театар, ниту советничка за култура, не земав 13 ноемвриска награда, не земав ни 7 ноемвриска као позната охриганка и затоа јас си мислам да сидам на Астал, у студио, за уште пола сат, келеш мајтап каура јанарданар. Видете, тешко е, али некој мора. Насана. Равиола. Ова тука ќе се залепам као вингета. Одиме? Добре дојдовте. Јас сум Ивона, мечката, а ова е мојата пештера. Се шегувам. Јас сум Ирена Ристич, а ова се Контравести. На денешното мени имаме интервју со единствениот и уникатниот Саше Политико. Секако, наш гостин во студиото ќе биде и нашиот експерт Рони, а ќе се осврнеме и на задолжувањето. Останете со нас, ова се Контравести. Луѓе, веќе е декември, уште 3 сменети изјави на Заев и ете ја нова година. Еден дел од тие луѓе кои што влегоа во центарот на Куманово се луѓе повратници од Сирија. Луѓе кои што се бореле таму, како што најверојатно се исто така повратници тие луѓе што направија терористички акти во Париз.
Алсат денеска го праша Заев дали со оваа изјава всушност си го сменил ставот, затоа што претходно цело време тврдеше дека Кумановската група имала врски и со државни представници. Ставот е исти, во деталите на анализите се гледа дека дел од тие луѓе биле во Сирија. Но секако, цела јавност виде поврзаност на представници на службите од Македонија. Аха, значи веројатно до следното одење во странство. О не. Од режија ми јавија дека во меѓувреме, додека ги гледавме видеата, уште еднаш ја сменил изјавата. А кога сме веќе кај Заев, контравести се приклучуваат кон акцијата за 30 секунди молк против заканите на Заев дека се обидува да го смени уредникот на повеќето македонски медиуми Мартин Протугер. Да се разбереме, ова е демократија. Никој не смее да менува уредници во Македонија. Кому не му се допаѓа како Мартинчо ги уредува вестите, има избор. Нека гледа контравести. СДСМ и господинот Заев се служат со пресконференции против новинарите, што е чист фашизам, како што вели ВМРО ДПМН. Добро, не убедија кој е фашист во државава, но една работа не можам да разберам. Ај што не го апсат, ај што му дозволуваат да држи пресконференции кога ќе му текне, ај што не му ги пренесуваат пресовите во целост како ние на Груевски, ама зошто тогаш не му ги скратат барем изворите на финансирање? Кој го финансира Заев? Јас го плаќам Зоран Заев. И Зоран Заев ми одговара на мене. Ти го финансираш СДСМ? Значи ти му ги даде бомбите на Заев? Добро, нема да ти биде прв пат. Но да беше Заев политичар со демократски манири, наместо да држи фашистички пресконференции, ќе се разбереше со новинарите на убав и културен начин, како например овој. Мистер Пешевски, дали се плашите од новиот специјален обвинител и тоа што МВР сега е во позицијата дека ќе бидат уапстени, бидејќи се слуша на снимките дека сте го... Но не се сите демократи како Пешевски. За жал има и фашисти меѓу опозиционерите. Има разлика. Почитувани, да станеме сите и со половина минута молк и црн екран да им одадеме почит на сите загинати медиуми за време на 10-годишниот режим на опозицијата во периодот додека ДПМН е на власт. Изјавите на Зоран Заев дека дел од медиумите се непријатели на опозицијата доведоа до бурни реакции од главните и одговорни уредници на Дневник, Алфа, Сител, Канал 5 и МРТВ. Тие се потпишаа и се огласија дека не сакаат партизирани медиуми, односно не сакаат медиуми кои не се партизирани од ДПМН и бараат оставка од Заев како лидер на СДСМ. Згрозени од изјавите на лидерот на опозицијата Зоран Заев, во знак на револт и протест, овие медиумски куки своите вести ги започнаа со 30 секундно молчење, кое може би е единственото добро нешто во нивните вести. Но, како наши колеги, решивме да ги поддржиме во тоа. И на вистина, штета е што тоа трае само 30 секунди, а не 30 минути. Но, добро е за почеток. А сега да се вратиме на шумот на парите или слушам кај шумат парите. Што всушност предизвика изјавата на Заев за уредниците на овие медиуми? Или новинарски прашано? Кола навреда, обвинување, закана или притисок? Како колегите од Алфа телевизија ја доживеа изјавата на Заев? Како ја доживеа? Ја доживеа со шок. Значи, сепак станува збор, треба да имаме предвид, тој човек е лидер на опозиција. Ова беа Горан Петрески и Коле Чашуле, некогашните први перјаници на тогашната негледана, а сега затворена А1 телевизија и вестникот кој беше меѓу најчитаните, а сега веќе непостоечки дневен вестник Време. А кога веќе зборуваме за лидерите и нивните мислења за медиумите, добро би било да видиме некој позитивен пример за тоа како некој друг лидер, што не се вика Зоран Заев, се однесувал кон тогашните најгледани и најчитани медиуми. И ова е уште една прилика да повикам до сите граѓани на Република Македонија, информациите кои што доаѓаат од А1 телевизија и вестниците Време, Шпиц и КХР, да ги земаат со сериозна резерва и добро да ги проверат пред да почнат да им веруваат. Значи,
Ако го земеме позитивниот пример на лидерот што не се вика Заев, тогаш можеме да заклучиме дека и нивните сегашни тврдења на оваа дебата граѓаните треба да ги земат со сериозна резерва и добро да ги проверат пред да почнат да им веруваат. Се разбира, на уредниците никој не смее да им врши притисок за да ја кажуваат вистината, затоа што кажувањето на вистината е право на избор. За нив најважно е да има нарачани вести. Па, на таа пара што ја добиваат од владата, уште да треба и сами да ги прават вестите. Затоа, уште еднаш да повториме, вестите и информациите што доаѓаат од овие медиуми, граѓаните треба да ги земат со сериозна резерва и добро да ги проверат пред да почнат да им веруваат. Ако секнат владините пари во медиумите, ќе секнат и нарачани вести. А ако нема нарачани вести, тогаш ќе мора да се сработат вистински вести. А без Google Translate и телефонски повици од Мартинчо, правењето новинарска и објективна вест е една од најтешките и најретки работи во Македонија. Океј, свативме. Следно што ќе биде струја ќе ни снема. Интернетот ќе ни падне, публиката ќе ни ја земете. Имате вие доволно публика, мислам, на тие лични карти. Сите што јас го работам, каде год се појавил, бил на во врвот и има публика повеќе колку што Зоран Заев има гласачи. И не дозволам да ми се заканува ни он било кој друг. Сепак, би прашала експерт да ни објасни повеќе околу оваа тековна дебата за медиумите. Во студиото со нас е експертот за медиумски политики Неја Латас, нашиот Рони, магистер по медиуми. Рони, што е работата? Зошто си во црно? Дали се придружуваш на молкот или го жалиш договорот од Пржино? Да, Ивона, но истовремено како целосен независен експерт, кој нема никаква допирна точка со владеачката гарнитура, се придружувам на молкот. Кој молк, Рони? Кој молк? Тоа е за напатени медиуми и новинари кои се мачат да живеат како мечки во пештера, а не е за независни експерти како тебе. Па, Ивона, како што очигледно знаеш, неколку целосни независни медиуми заедно протестираат против фашистичкиот предлог на оние, име да не им спомнам сега, на оној од Муртино, црпнатиот. И по моје мислење, јас би предложил дека треба да размислиме и ние и да се приклучиме, сигурно кој може, не мора, реално не е морално, ме разбираш? Се согласувам, Рони, се согласувам, не е морално. Туку за предлогот на... Благодарам. За предлогот на Заев сакаше да кажеш. Заев нешто предложил. Предлогот на Заев? Предлогот на Заев е... Реално да знам дека е лош. Е тоа е. Знам дека е лош, а кога мене ми кажуваат и не мора да прашувам. Туку мора да протестирам и затоа си протестирам. Добро. Добро протестираш. Кое ти е барањето, Рони? Барањето... Ивона, барањето ми е дека се придружувам на барањето да целото раководство на СДСМ со се Заев да си даваат оставка. Е, тоа ми е барањето. Оставка? Да. Зошто? Како зошто? Па затоа што меша политика у новинарство. Како зошто? Чекај, јас мислев дека треба да си член на партија за да бараш оставка од лидерот. Ти си или не си во СДСМ? Слушај се, бев во времето на А1, а сега не сум. Сега сум независен како и моите бивши колеги од А1, а сегашни во Алфа и у МРТВ. Чекај. Тогаш, вие барате да не се меша политиката во новинарството, така што го мешате новинарството во политиката на една партија. Мене не сте ми јасни. Слушај, ние не треба да ти сме јасни. Јасно треба да ти биде само пораката кога ќе ти ја испратат. Дека мора да протестираш и ќе треба да протестираш. Тоа треба да ти е јасно. Добро. Добро, да речеме ако јас тргнам да протестирам,
Ако тргнам јас да барам оставка од Латас од раководната позиција на уредник во Дневникот на Сител? А како мислиш да протестираш? Слушај, не може никој да бара оставка од уредник на телевизија. Реално може само уредниците да барат оставки на лидерите на партии. Не. Јас ќе протестирам и како акт на револт ќе престанам да плаќам данок. Не, те молам Ивона, немој така. Не, ќе плаќаш, како нема да плаќаш? Ако не плаќаш данок, тогаш државата од кај може да се рекламира у Сител, у Канал 5, у Алфа, у Дневник и ние просто што протестираме. Од кај ќе добиеме плата? Ајде, не се играј сега. Како може ние, на пример, плата, како ќе живееме? Кажи ми ти мене. Фала ти, ај мрш се. А сега на некои малку поведри теми. Да се бавиме малку со наука, зашто и политиката, како и целиот универзум, си имаат своји законитости. Тие закони се општо познати. Еве, например, Њутновите закони. Значи, ако едно тело, односно една сила, односно својство на телата, на промената на нивната состојба, ова е покомплицирано од политика. Сигурно го има на екстерно за шесто. Јас се мачам со закониве, а има некој кој може да ви ги каже интегрално, многу поедноставно и многу поразбирливо. Законите на универзумот се акција, реакција. Њутон да не го спомнуваме, нели, секое тело кое ќе се дава еднаква и спротивна реакција. Значи, ако се делува една сила, делува врз едно тело, оно ќе даде, телото ќе даде иста, но спротивна акција како реакција на акцијата. Значи, нели, турник ова дава отпор. Акција како реакција на акцијата. Јас мислам дека е јасно и за секој случај одиме за уште појасно. Тоа е природна реакција. Така е поставена целата материја во универзумот. Па дури и човековата психологија кореспондира со тоа. Колку човек го притискаш намерно за една тема, толку повеќе отпор се раѓа. Да резимираме. Значи, кога Груевски ќе напушти преговори, тоа е уствари Њутнов закон. Природна реакција на отпор. А кога студенти, средношколци, работници, стечајци ќе излезат на протест, тоа не е природно и не може да се подведе под законите на универзумот. Тоа е вештачки и инициран отпор од опозицијата, која нели не е од овој универзум. Поточно, има ретрограден Сатурн во изминативе 10 години и е под силно влијание на кардиналниот крст во шестата куќа, која пак е во конјункција со Нептун, Марс и еротски настроената Венера. Совет, сменете подзнак. Дупла Водолија никогаш не станала премиер. И многу нормално, се во природата може да се објасни со Њутновите закони, особено со третиот. Еве, например, задолжувањата. Кога ќе се задолжите, нели тоа е акција. И како реакција ви доаѓа, се разбира, враќање на долгот. Совет, вратете ги парите. Слично е и со буџетот. Не отруја. Празен бил, полн бил, здрав бил, неарен бил, развоен бил, ваков бил. Наместо да веруваме во разноразни шпекулации, да се повикаме на најповиканиот за кондицијата на буџетот. Во такви околности македонскиот буџет имаше одлични остварувања во првите 8 месеци од годината. Буџетот се наоѓаше во добра кондиција и се уште и септември, заклучно со последниот датум, со вчера, буџетските приходи се значително повисоки од колку истиот период лани. Во изминатите 8 месеци од годината можеме да кажеме дека буџетот е во одлична кондиција. Како што чувте, буџетот, исто како и јас, е во одлична кондиција и оние најмалициозните меѓу вас, можеби, ќе се прашаат па зошто тогаш се задолжуваме. Тоа е само затоа што не го знаат првиот Њутнов закон кој вели дека држава што со години се задолжувала ќе продолжи да го прави тоа по инерција. Така е.
За да не рече некој дека Ставревски може се што да зборува во собрание, ние го побаравме министерот за финансии на телефон и еве што ни одговори. Со него разговараше нашата соработничка од МВР, Гордана Јанкуловска. Не може да не се скрати затоа што буџетот нема пари, едноставно. Нема да го пуштам така буџетот. Ке си давам оставка, ќе речам не сум способен да направам буџет. Еве, видите, пете се после што сакате кршите глава. 80 милиони, 60 милиони, 42 милиони. Као бе ова да беа, мислам, на дрво да ги бере в пари, па не може ова да не се издржува. Народот ќе одлучи дали ќе издржувате, а Катица колку ќе издржувате. Добро, толку за буџетот. Како? Има уште. И СДСМ имале нешто да кажат за буџетот, ај да ги чуеме. Само да се договориме ова, сега што ќе го кажете, после нема менјање изјава. Так. СДСМ го стави првото вето, не дозволува задолжување на домашниот пазар. Ова најавено задолжување е доказ дека е загрозена исплатата на платите и пензиите. СДСМ има обврска да не дозволи дополнително задолжување на идните генерации. СДСМ имало обврска загрозена исплата. Кого лажете, бе? Затоа ли му влеговте на ЗОК и у Министерство, за да му роварите у Трезор, да ја уништите најдобрата економија во Европа. Македонија е лидер, повторувај по мен. Ако бе ставајте вета, на Ставревски до 100 милиони евра задолжување, да не му е дојдено случајно. 100 милиони, мислам. 100 вета да ставите буџетот, пак ќе си е во одлична кондиција. Ветото што СДСМ го најави секако крие опасност да предизвика нестабилност во економијата, да не може буџетот да ги исплати првата недела во месецот, а тоа е следнава недела пензиите, да дојдат во прашање исплатите на платите. Значи, ако добро разбравме, буџетот е во одлична кондиција, само што нели во буџетот нема пари. Буџетот е во одлична кондиција, само што нели буџетот е празен, буџетот е во одлична кондиција, само што нели ние сме сиромаси. И се задолжуваме со по стотици милиони евра секоја втора недела, или накратко, буџетот е одличен, ама ако не се задолжиме во следниве 5 минути, сите ќе умреме. Е многу убаво. Пред да го поканиме гостинот за оваа недела, приликава ќе ја искористам да се извиниме на партијата во формирање Левица. Минатата емисија јас реков дека тие нема да соберат 1000 потписи за да можат да ја регистрираат партијата. Јас се извинувам, но во тој момент не бев информирана дека дел од приказната е и професорката Ванковска. Сега сме веќе сигурни дека потребните потписи ќе се соберат без проблем. Впрочем, самата професорка веќе еднаш собра многу повеќе потписи и беше на пат да стане првата жена председател на Република Македонија, ама се налути и се врати на Фејсбук и ги блокираше сите. А сега, драги гледачи, следува човекот за кој може да има два вида најави. Зависи кој ја кажува. Јас ќе ги пробам и двете. Дами и господа, следува една спектакуларна, фантастична, неповторлива будала, или со други зборови кажано, следува новинарот кој со својата грациозност, благородност и витештво ги освои срцата на македонската јавност. Примере, кај ти е новиот Мерцедес? This is a dictatorship government, Mr. Pamo. You should know that. They are using your name to show that this is a democracy. This is not democracy, Mr. Pamo. Шо ке научиш ти? Ама ти си јадна личност, бе, Јанко. Ти си јадна личност. Од тебе треба да учат младите. Што ке научат од тебе младите? Јас го воспитувам детето на чест. Во ред. Извини. Со нас во студиото е Саша Ивановски, политико. Саша? Многу ти убаво студиото, Ивона, односно пештерата. Благодарам. Не те канат често да им гостуваш по емисии, така? Не грешам. Никој не ќе да си игра со жив оган. Го скршивме мразот на Телма, може ќе ме викнати во топ тема. Видиме. Ти посакувам.
Се сметаш ли за Дон Кихот на македонскиот новинарски простор? Дали се чувствуваш осамен во борбата против ветерниците од типот на Пешевски? Не, баш би сакал стварно и другите новинари да се впуштат во ова што го правам, бидејќи нашите министри и премиерот заслужија ваков третман, според мене. Но сепак, откако Пешевските удри, престана да го правиш тоа што во суштина најмногу те прослави. Не, се обидуваме сега да најдеме нови жртви. Се обидувам да го најдам Сашо Мијалков, ама тој ми бега по аеродроми, а пусно си и пиштол, така да малце Ризично, Саше пази. Настапот во собранието беше хит на социјалните мрежи. Зошто таквиот начин на изразување не го практикуваш на твојот сајт, туку се служиш исклучиво со пцовки? Не се служам исклучиво со пцовки, мора да те поправам. Има и убави колумни, ама тие не се читани. Зошто? Па мислам дека луѓето имаат доволно воздржани политички коректни новинари. Има потреба кај луѓето кај публиката малци оваа багра да се отера малце на клоци, што се вели со вокабулар. Добро, јас сум прочитала повеќето твои наслови сум ги прочитала и тоа отприлика би звучело овака: Саше пип, дали ти пип, мислиш дека пип? Отприлика така би звучело мое прашање до тебе кога сега би ти го поставила. Дали, например, сега може да се повикаме на некој наслов, на некоја твоја колумна, дали можеш да го кажеш со, условно кажано, регуларен новинарски речник? Без да треба да? Да. Можеш? Ајде. Ама ти е посладко со пип. Тие колумни кои што ти ги цитираш се некој начин помагало да го истурам бесот за да не полудам, бидејќи гледајќи што ни се случува, навистина е шокантно како гледаш некој режим како го краде народот, во исто време го лаже народот, во исто време води црна кампања против сите критички медиуми, некој ги затвара во затвор, некој ги остава без работа. Си имаме работа со еден многу злобен режим и сите реакции што ги пишувам, што ги правам се од срце и ми доаѓаат од прва и се искрена реакција на едно зло кое го гледаш дека ти се случува. Добро, меѓутоа, дали сметаш дека средството треба да биде еднакво како кај тие кои го одржуваат во живот режимот? Значи, каде е етичноста, етиката кај... Еве, ќе кажам една споредба. Индијанците во Америка се истребени, бидејќи они пукале со стрели, а овие пукале со нив со пушки и пиштоли. Значи, ние овој режим нема да го смениме ако го тинтраме, ако го мазиме. Ние мора да потребиме се што ни располагање, бидејќи политичката коректност е во наша штета. Во своето CV имаш и кандидатура за пратеник и сега да видиме дали си новинар или си пратеник. Па има новинари во историјата што станале политичари. Самиот председател Иванов бил новинар во МТВ. Не знам дали знаете. Добро, лош пример. Но има и други... Има примери во историјата каде што политичари станувале од новинари и обратно. Не мислам дека тука е голема границата меѓу. Едноставно се работи за општествена активност, е така гледам. Вака се, ова не ми е договорено со режија, меѓутоа јас би сакала, ако може, сега ќе избереме еден од овие кои ти го качуваат притисокот и ти го будат зверот во тебе, да избереме еден лик и вака во живо, мене за кејф, на Ивона, да чујам еден наслов. Еден наслов? Да. Еден наслов. Еден наслов? Да. Па да речеме која гледав дебатата на МТВ и овие изјави што ги пуштите вие на почетокот на контравести, би кажал ку***ну паразитски до кога ќе му го на Гроевски. Ти благодарам за гостувањето. Како што повеќето од вас знаат, особено вие од администрацијата, кои не работевте во средата, веќе 8 година во Македонија се слави Денот на дрвата. Или како што спортските навивачи го нарекуваат Денот на македонската фудбалска репрезентација. Овој ден има две своји изданија годишно, пролетно и есенско, се има одржано 16 пати и според официјалните бројки во Македонија, пазете сега, досега се засадени дури 50 милиони садници. 50 милиони садници. Ако само 1 метар квадратен е доволен за едно дрво, Македонија досега пошумила територија
голема колку четвртина Белизе, третина Тринидад и Тобаго и цели холандски Антили. Браво! Ако не сте знаеле, должност ми е да ви кажам, се работи за трите најголеми земји инвеститори во Македонија. Се разбира, никој во Македонија не видел толкава неколку милионска новозасадена шума, ем зашто ја нема, ем зашто садниците се садени на различни локации, но ефектот врз животната средина е очигледен. Да. Добро, може би не е баш очигледен, но Денот на дрвото е пропратен со медиумска кампања која што е за поздравување. На почетокот постоеше организација Засади ја својата иднина, предводена од Борис Трајанов, која со песна обедини многу познати фаци. За жал, песната стана химна на некои други луѓе кои подразбираат нешто сосема друго под рефренот "Сакам зелено". Сакам зелено пред очиме и својата иднина да ја засадиме. Да ги искористам, да ги засадиме. Сакам зелено да ми е се и целиот свет да го обновиме. Шега на страна. Горчливиот проблем со животната средина не е само наш, туку светски. За таа цел, минатата недела во Париз се сретнаа државници од цел свет на Парискиот самит за климатски промени, или како што нашиот председател го нарекува Парискиот симит за климатски промени. За темата загадување, председателот Иванов пред присутните на симитот одржа 10-минутен молк во поддршка на садењето. Нешто подоцна на маргините на симитот, Иванов имаше прилика да си намигне со Меркел и Обама и да ги продлабочи нашите односи со овие најголеми земји, но и да ги укори за нивната инволвираност и индиферентност кон изминатата важност на Букурешкиот договор. Председателот Иванов го имаме на линк. Председателе, дали сметате дека треба во светов да се садат само калинки? Не само калинки, грозје, јапонски јаболки, сето она што го дава подневија. Смокви има тука, така што тука е медитеранска клима, има многу овошје, многу зеленчук. И еве со ове децата да јадат овошје, да бидат здрави, со здраво тело, здрав дух да имаат и да следат. Ако сум можел ја да бидам председател, зашто и тие да немат сон да станат нешто во живот. Мен сана ин корпоре сано, председателе, така е, така е. Ако вие можевте да станете председател, тогаш јас можам да станам и да си одам. Чао, Македонијо, остани ми зелена. Ајде, Ирена, ајде да завршиме побрзо. Шо бараш бе ти тука? А Јово кај? Јово отиде до Русија, имаше некои работи таму. Шо бара бе у Русија? Има тие колегите негови со моторџиве. Горе долу. Он со кого беше, со којоти или со волци? Јо, мислам со контра којоти, контра, не знам, со некој контра знам дека е, ама Ирена, јас сум експерт за шминкање, знаеш? Имам диплома за таа работа. Абе, бегај, таму не ме замај, значи не долазиш у обзир, Рони. Сама ќе се средам. Значи, завршиш ти што сакаш. Бегај, мафни се, ајде сега тргни ми се, не можам. Може за 10 евра и шминка и масажа да ти направам. Значи, ќе ти викнам обезбедување, жити се, мафни ми се. Добро бе, за 7 евра, Ирена, еве, лукс од моја страна, може? Абе, бегај! Добро, Ирена, добро. Како сакаш.